Организацијата на потрошувачи повикува да се преземат итни мерки за да се стопира енормното темпо на поскапување на основните животни производи. Според организацијата, сега е вистински момент да се реагира и да се заштити животниот стандард. Ние бараме да се сретнеме со трговците, да се сретнеме со стопанските комори, да направиме една средба заедно со владата, значи на државата и да направиме некои напори заеднички да овие цени останат на одредено ниво. Еве гледаме што се случува во Хрватска, што се случува во Србија. За бензинот зборам за потрошувачите во Хрватска, зборувам за лебот во Србија сега што се ограничи цената. Ние баравме такво ограничување на цените на основните прехранбени производи, да се знае колкава ќе биде висината на цената. Претходно, идентична загриженост поради скокот на цените промовираше и синдикатот, бидејќи најсиромашните општествени слоеви кризата во надоаѓање веќе ја чувствуваат. Владата да ја контролира цената на струјата за домакинствата и итно да се прошири опфатот на лица потрошувачи на електрична енергија кои ќе бидат субвенционирани. Во кругот на помогнати да бидат и пензионерите со ниски пензии, самохрани родители и други. Се зазеде синдикатот. Најавените покачувања секојдневно веќе се случуваат и практично сите производи се со потенцијална можност да имаат повисоки цени. Предпоставуваат ли граѓаните до каде цените можат да одат? Ќе растат и нема ни да запрат. Не верувам. Не верувам, мора да се стабилизира. Па нема пара без парица и мора да се стабилизира цените, не може да одат. Дека ќе одат од овоја повише веќе каде да одат? Цените растат стално и нема ограничување на цените, нема крај. У безкрај одат веќе. У безкрајност отиде, нема шо. Од друга страна, загриженоста е силно присутна и во бизнис секторот, бидејќи намалената куповна моќ за нив ќе биде најголемиот проблем. Неизвестно е дали со наплатените производи и услуги ќе може да се набават нови суровини или да се платат услугите, бидејќи енергетската криза е основа за раст на сите цени. Објаснува Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи. Колку бргу економијата покажува несакани правци, сведочи статистиката, која веднаш пресмета дека трошоците за живот во минатиот месец се за 4,1% повисоки од лани. Само храната е поскапена за 4,6%, транспортот за 18%, а горивата за над 30%.